Почитувани добровечер, во Став вечерва гостува Тина Мургашанска, советничка од советничката група на СДСМ во Куманово. Господја Мургашанска, добровечер и благодарам што одвоите време да поразговараме вечерва на повеќе актуелни теми. Добровечер. Ви благодарам на поканата. Секојаш со задоволство се повикувам на вашето барање, вашата покана за учество во вакви или слични емисии. После 2 години, на последната седница на Советот на Општина Куманово беше презентирана информација за превземени мерки и активности на полициската станица од општа надлежност за 2024 година. Дел од советниците беа со забелешки дека полицијата треба посериозно да се занимава со многу посериозни теми и проблеми кои го засегаат Куманово и граѓаните на Куманово, како што е злоупотреба на малолетнички во некои незаконски действија, употреба на психотропни супстанци на јавни површини, употреба на пиротехника, нели проблемот со обучава, како и питачењето. Дали освен надлежните државни институции за решавање на овие проблеми, може и Советот на Општина Куманово да помогне во, ако не во искоренување, барем во намалување на ваквите девијантни појави во Куманово? Се разбира дека може. Самиот факт што ние расправаме за извештајот на полициската станица од општа надлежност, самиот факт што и го бираме командирот на полициската станица, во овој случај актуелниот командир е по наредба времено, меѓутоа очекувам во најскоро време и во најскор можен рок и да се избере тој или некој друг што ќе го предложи министерот за внатрешни работи. Тоа е впрочем целта на замислата на законодавецот кога предвидел членовите на Советот, советниците, да го бираат командирот на полициската станица од општа надлежност, да се вклучи колку е можно граѓанството преку своите народни представници, избраници и на советниците во контрола, известна мониторинг на работата на полицијата на локално ниво. Тоа и се случува и со ваквите времени извештаи, и со усвојување на информациите, гласање, негласање, одобрување и со сугестии и предлози кои впрочем беа дадени на самата седница. Речи си сите имавме забелешки и за квалитетот на извештајот, некои забележа дури во поглед и на правописот и јазикот, што не е неважно, делува на прв поглед споредно, меѓутоа една сериозна, каже една колешка, јас потполно се согласувам, една сериозна државна институција треба да си внимава и во негувањето на стандардниот јазик, а сепак ако е тоа помалку важно, особено е важно како се презентира сето она што го работат чуварите на редот и мирот, бидејќи пред се на локално ниво за нас полицијата треба и представува гарант на сигурност, на безбедност, на зачувување на јавниот ред и мир, а за жал се уште се случуваат многу несакани девијантни појави, дел од нив вие забележавте, тука би додала исто така многу дела на загрозување на безбедноста во сообраќајот, понекогаш и тешки кривишни дела кои завршуваат и со несакани и смртни последици. За сето тоа може се разбира полицијата да влијае со својата поголема присутност, со начинот на интервенција, со советодавната улога што има и она што е многу значено, за кое јас особено говорев ако сте следеле дискусијата, многу е важно полицијата и впрочем затоа има посебен сектор за превенција да делува пред се превентивно. Не само полицијата, сите државни органи кои се занимаваат со безбедноста, со редот, со мирот, центрите за социјална работа, обвинителството, судовите, ние како политички представници на граѓаните мора постојано да работиме на превенција на несаканите девијантни, криминални, прекршочни појави и на перманентна едукација. Едукација од најмали нозе па се до крајот на животот. Не попусто се говори доживотно учење, значи доживотно учење на сите полиња. Ако постојано говориме и во официјални и во неофицијални пригоди што е правилно, а што не, што е исправно, што не, тогаш навистина можеме да се надеваме дека нашите укажувања, нашите апели, нашите запознавања со несаканите последици, на пример, ако често или почесто организираме презентација какви несакани последици може да има од недозволената употреба на петарди, на други запалливи средства и материјали, можеби ќе допреме до некој млад, неосвестен ум кој не е свесен дека со таа неколку минутна забава, не дај Боже, може да остане без некој екстремитет, рака, прст, не дај Боже, остануваат без оштетен вид и слични последици. Значи, има тоа влијание, имат влијание и негативните примери, имат влијание и позитивните примери. Ако гледаме позитивни искуства од соработката на полицијата и заедницата и во разрешување на
некои конфликти во некои, например, заедници, во некои мала, тогаш можеме и ние да се надеваме на слични примери. А освен едукацијата, и оно што го гледаме преку едукација, преку трибини, преку презентации, најдобро влијание и најдобри резултати сепак дава работата на терен. Тука повторно може да се вклучат и се вклучуваат членовите на Советот. Значи веќе подолги години функционира проект кој мислам дека се имаше назив граѓаните и полицијата во заедницата или нешто слично. Битна е поентата дека представници од Советот, представници на родителите, представници од другите институции заедно со полициските службеници од време на време одат во своевидни акции на посета на угостителските објекти, на кафичите, на рестораните, кафеаните, дискотеките, каде што на терен согледуваат каква е состојбата, значи да не бидеме престроги према полицајците, према службениците на Министерството за внатрешни работи, да согледаме во прво лице и со сопствени очи што тоа се случува точно и како може да се влие. Тоа дава позитивни резултати, бидејќи и ние како политички представници имаме конкретен увид, можеме да предложиме некои мерки и родителите исто така на лице место да се запознаат колку се присутни малолетници таму каде што не смеат да бидат присутни, колку се присутни преку дозволеното време каде што треба, колку им се служи алкохол, дали постојат случаи на пример на употреба или продавање на дрога или други недозволени супстанции и влие потоа тој фидбек што го имаат како родители, како наставници, како службеници во разговорите со сопствените деца, со учениците, со штитениците и мислам дека само такви проекти заеднички може да дадат навистина голем напредок, прогрес плюс, бидејќи тогаш навистина согледуваме што се потребите и каде може да влијаеме. Она што беше кажано на самата седница, имаше многу позитивни примери, многу позитивни критики, предлози за соработка на полицијата и на Советот на општина Куманово, меѓутоа дојдовме и до некои фрапантни, застрашувачки информации, несакани појави, да во денешно време има забележени случаи на континуирано вршење на малолетничка проституција, на злоупотреба, дури континуирано јавно силување, што јас сум запрепастена и се прашав и тогаш гласно и сега повторно се прашувам кој се не затаил за да се случуваат такви работи. Беше забележано дека тоа особено се случува во ромската средина, кај деца можеби запуштени со недостаток на родителска грижа, кај деца кои се изложени на преживување, на борба за гол живот и подложни на манипулација, па и на таква злоупотреба. Мислам дека ова е алармантен податок, особено што го каже и наш советник, припадник од таа етничка заедница, кој се разбира се најдобро и мисли на своите сограѓани, на своите жители сограѓани роми, токму затоа го изложува отворено ваквиот проблем, значи сите треба да се вклучиме. Како родители, како наставници, како службеници, како политичари кои се грижат за доброто на нашите граѓани, независно од каде доаѓаат. Алармантно треба веднаш да реагира Центарот за социјални работи, обвинителството кој има простор, полицијата, веднаш да се истражи за какви случаи се работи и веднаш да се превземат мерки да се пронајдат сторителите на овие кривични дела, а жртвите на ова проституција или подведување и зашто веќе се работи да бидат најстрого санкционирани. На последната седница беше усвоен и план за справување со поплави во општина Куманово. Вие во вашата дискусија кажавте дека со години наназад општина Куманово многу малку посветила внимание на атмосферската канализација и според податоците кои што успеавме да ги слушнеме дека во општина Куманово само 40% од атмосферската канализација е функционална. Според вас, какви мерки треба да содржи планот за справување со поплави во Куманово? Најпрви би сакала да истакнам дека е за поздравување што конечно општина Куманово донесе ваков план за справување со поплави. Сведоци сме, особено под влијанието на климатските промени, дека веќе непредвидливи моменти се случуваат во било кое годишно време. Ако порано сме имале класични 4 годишни времиња и сме можеле да им веруваме на метеоролозите и од прилика да претпоставиме во кој годишно доба ќе се очекуваат повеќе дождови и да планираме и да се заштитиме, сега особено со глобалното затоплување, сведоци сме на повисоки температури, на нагли, дури во димензии на бура, силни поројни дождови кои за кратко време предизвикуваат значителни штети и во градовите и во руралните средини. Тој план за справување со поплави има пред се одлична концепција, значи согледани се сите аспекти, на сите можности на загрозување, на излевање на речните корита, на штетите што може да предизвикаат на оние што се блиску населени, на живеалиштата,
Исто така на штетите што се предизвикуваат во сферата на земјоделието, на попловување на посевите, уништување на родот, меѓутоа покрај се позитивното, она што се констатира повеќе како состојба, како факт, каква е реалната состојба, какви се заканите, што може да се превземе, да се влие на пример на почесто чистење во земјоделските средини, на каналите, во урбаните средини, на шахтите, на отколкување на некои тесни грла. Многу малку беше споменато за проблемот со немање, односно недоволен процент на атмосферска канализација, и мислам дека или е направен превид, или пак дури се сомневам дека можеби намерно испуштено, затоа што кога се стави нешто на хартија, претпоставува дека има, ако има реакција, дека треба да има акција. Јас дури се сомневам дека можеби, велам, ова е само предпоставка, не е доволно потенциран тој проблем, затоа што факт е дека во локалната самоуправа многу малку се работи на овој проблем. Исто така, да бидеме реални, објективни, проблемот со атмосферската канализација е долгогодишен проблем. Проблем кој е можеби од настанувањето на градот Куманово како урбана населба и во еден период, во дамнешни времења се решавал на соодветен начин, со новите текови, со современието, како растеле начините на уредувањето на животот, требало и градот Куманово, општината Куманово како најголема локална самоуправа, малку посериозно да се забави со ова прашање. Не се бавело доволно, не се посветувало внимание од повеќе причини, и објективни и субјективни. Субјективни можеби немало доволно и капацитет и знаење и согледување. Објективни, факт е дека решавањето на овој проблем во рамките на целата општина и во рамките на градското јадро многу чини. И секогаш било проблем како да се обезбедат, одеднаш просто невозможно да се обезбедат толку многу средства за да се покрие целото јадро или критичните точки. Меѓутоа, за сите овие години, еве да не зборуваме подалеку, од осамостојувањето на Републикава па до денес, постепено, година по година да се работело, до сега ќе се покрива целата територија. Особено, последниве 7-8 години, мислам дека речиси ништо не е направено на тој план, и покрај сериозните ветувања на актуелната власт, претходно бевме заедно во претходниот мандат, и тоа беше и наше заедничко ветување. Очигледно интенцијата била друга, и покрај тоа што се ветуваше дека сериозно ќе се позабавиме со овој проблем и дека барем тие најкритични точки ќе ги решаваме, ништо не се направи. Сведоци сте и вие, и граѓаните, и вашите гледачи, дека малку посериозен дожд, дури не мора да е од такви размери, во вид на бура, веднаш делови од градот настануваат езера, особено популарниот наш булевар Октомвриска револуција, уште чамец што нема да заплови, ама не е проблем само во естетиката, туку тоа сериозно го нарушува квалитетот на сообраќајниците, квалитетот на зградите, на живеалиштата, прави штети, и со време како ќе течат годините, ќе ги оштетува и постојните објекти. Тоа мора да се реши, мора да се направи една добра студија, добра ревизија, каква е состојбата, каде и онаму каде што има атмосферска канализација веќе се застарени, што треба да се промени, колку тоа ќе чини, и тој што ќе се нафати да го раководи градот, било во функција на градоначалник, било во функција на едни членови на советот, мора да го стави ова во приоритетите на решавањето на проблемите на граѓаните на општина Куманово. Како актуелна советничка, но и поранешна председателка на Советот на општина Куманово, како ја оценувате работата на овој состав на Советот? Како да ви кажам, не би сакала да звучам ниту престрого, ниту строго опозицијски. Можеби сега очекуваат гледачите дека по дефолт опозиционен советник ќе биде незадоволен, меѓутоа не е само заради тоа што сум членка на советничка група која припаѓа на малцинството на опозицијата, туку верувам објективно морам да изразам незадоволство, и ако правам некаква компарација, а ја имам таа можност како советник во 2 мандата, како поранешна председателка, значи советник кој раководел со советот, кој го организирал, кој бил сведок на се она што се случува и у подготовките на седниците и на самите седници, имаме тука присутни советници со повеќе мандати, тогаш тој репер, тоа ниво што го постигна претходниот состав на совет е навистина недостижно. Јас на последната седница на советот во претходниот состав и на првата потоа на конститутивната на советот во овој состав изразив надеж дека овој состав на совет, кој веќе е исто така во заминување, ќе го достигне барем тоа ниво на поврзаност, на кохезија, барем тоа ниво на квалитетни дискусии, на конструктивно расправање за сите проблеми, тоа ниво на надминување на меѓупартиските
идеолошките разлики и дека тоа ќе бидат само нијанси во начинот на решавањето на проблемите, а всушност сите постојано да се сетуваме дека всушност сме сите представници на граѓаните, само некои доаѓаат од различни делови на градот и од различни идеолошки убедувања, што не значи дека мора да имаме сериозни разлики, што е проблем за граѓаните на општина Куманово. Комуналните проблеми се исти, значи собирањето на ѓубрето, смрадот од ѓубрето, неисчистените канали, нерасчистените улици, недоволната хигиена немаат политичка боја ниту мирис. Сите се исти. А тоа кој ќе ги решава, одлучуваат нашите граѓани и кој како се справува со нив. Еве имавме прилика да гледаме овие последни 4 години како се справуваат или не се справуваат. Според нас многу лошо се справуваат и со решавањето на хигиената, и со решавањето на проблемот со водовод, канализација и со многу други содржини, а меѓутоа граѓаните тие што ценат и што споредуваат и се надевам дека како и секогаш ќе го дадат гласот и својата доверба на оние кои покажале или за кои сметат дека ќе покажат поголема способност, поголема компетенција, поголема честност, реалност и оние што не даваат лажни ветувања, а сепак остваруваат. Проблем кој се провлекува со години во Куманово и долгата листа на чекање за прием во објектите на градинката Ангел Шајче. Последниве 20 години пред секои локални избори се ветува по нови 3 градинки, значи да се изградат нови барем 3 градинки. Конечно, после толку време, сега се подготвува проект за изградба на нова градинка во населбата Зеленрид. Дали со ова една нова градинка ќе се реши овој проблем и ќе се намали листата на чекање за дечињата? Никако нема да се реши со уште една градинка плюс, која не верувам ни дека ќе биде изградена до крајот на овој мандат. Меѓутоа, можеби, не знам каква е динамиката, меѓутоа и самата изработка на проект е веќе чекор напред, конечно, после 3 години или 3,5 години, барем да се поработи на тој план, иако предизборните ветувања говореа нешто друго што и сами забележавте. Актуелната власт, актуелниот градоначелник, актуелното мнозинство ветуваше нова детска градинка и во населбата Зеленрид, и во Бајрам Шабани, и во населбата Карпош, и меѓуетничка, заедничка, оваква, онаква, од тоа не излезе ништо. Еве, ако има еден проект, и тоа ќе биде придонес плюс, и ако биде изградена, секако во известна мера ќе се намали проблемот, ама далеко тоа дека ќе се реши. Една од примарните надлежности на локалната самоуправа на општина Куманово е предучилишното воспитание и образование, згрижувањето на младите и мора на тоа сериозно да се посвети внимание. Град со толков обем на жители, со толку мали деца, иако ете за жал паднавме под 100.000, сепак сме се уште најголема локална самоуправа, најголема општина во државата, мора сериозно, ако го планира својот развој, да работи на згрижување на најмалите, бидејќи кога ќе бидат најмалите згрижени во објекти на детски градинки, тогаш посериозно можат младите родители да се посветат на својата кариера, на своите работни места и порелаксирано и младите мајки исто така да го планираат својот живот, па и својот кариерен развој, зошто да не. А ако вака има недоволно места, секојаш некој чека, мора да се упатени на постарите, на повозрастните, на бабите, дедовците, а за жал оние што немаат повозрастни кои може да им помогнат, се присилени еден од двајцата родители во тој момент или да остави работа, ако е вработен, или воопшто да не бара вработување додека се децата помали. СДСМ Куманово неодамна доби ново раководство. Вечерта кога Дарко Ристовски беше избран за председател на општинската организација, председателот на партијата СДСМ Венко Филипче, одговорницата во Куманово апелираше на единство наместо поделби, на активности наместо апатија. Кои се вашите очекувања од новото раководство? Започна ли консолидација на партијата на локално ниво конечно и се стремите ли кон тоа да ги вратите вашите членови во матичната партија или пак се стремите кон неопределените членови во пресрет на локалните избори? Јас би кажала дека одговорот лежи во сите ваши подпрашања. Значи, целта ќе ни биде секако обединување на сите, условно кажано, фракции, влијанија, интересни групи, значи на сите оние кои се наши членови, но од една, друга или трета причина
беа незадоволни, попасивни, се разбира тој тешкиот пораз што го доживеавме, оправдан или неоправдан, секако изврши влијание кое резултираше со апатија, со незадоволство, мало повлекување, меѓутоа тоа веќе заврши, бидејќи животот продолжува понатаму, таква е политиката, таква е изборната, предизборната игра, некој победува, некој губи и нема друго решение, нема друг начин освен консолидирање на редовите и понатамошна борба. Бидејќи целта на политичкото организирање е победата на избори, кои да се. Сега први што ни престојат се локалните избори, она што посебно не засега сите, како граѓани на овој град, особено нас што сме веќе актери некакви во локалната самоуправа, како актуелни советници, како потенцијални некои други нови советници, како потенцијални кандидати за градоначалници и другите позиции, мислам дека е вистинско време, тоа што токму во ова време добивме ново раководство со дел поискусни, дел нови представници во органите на партијата и мислам дека и составот на извршниот орган, и председателот, и другите членови и активисти што во овој период повторно се собираат, дел спонтано, дел на наш повик, даваат надеж дека многу брзо нашата партија, Социјалдемократскиот сојуз, ќе се врати, ако не на старите стази и патеки, тогаш многу близко до времето кога сме имале една енергија, една активност, која се чувствува веќе, се чувствува и на локално и на централно ниво. Сведоци се дека се повеќе имаме пресконференции, соопштенија, настани, трибини, нови едукации на членовите, а се разбира секогаш нашите пораки, нашите залагања, нашата конструктивна критика и учество во локалната самоуправа се упатени до сите граѓани, и до нашите членови и симпатизери, и до неопределените, и до политичките противници. Бидејќи крајната цел на занимавањето со политиката е дека како представници на граѓаните ќе овозможиме со нашите компетенции, со нашите искуства и знаења и со предлозите на граѓаните тоа да го направиме најдобро можно, најевтино, најбрзо, најекономично и со најдобри услови за живот на нашите граѓани. Во суштина, тоа е организирањето уште од антиката па до денес. Организирањето на политичкиот живот е начин поцелисходен како да се организира животот, а во името на заедницата, на јавното, општото добро, бидејќи не можат сите да раководат со се, токму затоа е произлегла и политиката и нашето занимавање. Затоа сметам дека со новите идеи, со новата енергија, на која се повеќе ќе бидете сведоци, ова е само почеток, планираме и некои други активности на кои да ни ги откриваме сите, дел ќе бидат во вид на перформанси, на активности на младите, дел се оние класични, стандардни политички активности, ќе покажат дека Социјалдемократскиот сојуз се уште е сериозна политичка сила и дека се уште може да се смета на нас и како актери и во локалната политика и во политиката на централно ниво. Веќе ги спомнавте пресконференциите. На една од пресконференциите Социјалдемократскиот сојуз во Куманово реагираше на изградбата, односно реконструкцијата на малиот плоштад и беше кажано дека е крајно аматерски направена изградбата. На што се должат ваквите реакции и обвинувања од СДСМ во Куманово? Знаете, не треба да сте некој експерт од сферата на градежништвото или од урбанизмот, па за да заклучите дека е тоа најблаго кажано аматерски, да не употребиме и не употребивме посериозен збор, бидејќи доволно беше да се прошетате на градскиот плоштад кој е можеби се уште во фаза на реконструкција, можеби е завршен, можеби во пауза, тоа никој не знае да ни го соопшти, бидејќи бевме сведоци дека се работи извесен период, па се прави некаква пауза, па се оградува, па се заградува, меѓутоа тоа е помалку важна, еве динамиката и да ја опростиме во можеби некои објективни причини, а квалитетот е застрашувачки. Веќе таков нов плоштад кој треба да биде, да сјае, да блеска, не само што не блеска, туку е небезбеден. Само да се прошетате неколку чекори, ќе се сопнете, не да може ќе се повредите, бидејќи поставените плочи се со различна големина, со различна висина, со различна боја, така да не ја гледам смислата и целта на реконструкција која треба да доведе до производ кој е полош од претходниот. Веројатно смислата и целта на плоштадот е да биде поубав, побезбеден, посигурен, поквалитетен, попријатен, впрочем, за
прошетки за престојување на нашите граѓани. Градските плоштади секаде во светот се на едно од најубавите јадра, она кај што треба да биде ликот, сликата за градот и место каде што ќе престојуваат најмалите, највозрастните, посетителите, туристите. Вака, мислам дека не само што ќе ги одвратиме, туку сериозно ќе бидат загрижени дали е безбедно да се оди, да се поминува со количка и се запрашуваме кој е тогаш мотивот на реконструкцијата. Ако не се испорачува квалитет, ако се одолговлекува со испораката на градежните работи, тогаш се прашуваме дали има некој скриен мотив. Дали има некои скриени, можеби, материјални привилегии или само лажна представа дека се работи колку да се работи, дека нешто се гради, а всушност ниту се гради како што треба, ниту пак нешто ќе се изгради. Впрочем, тоа е одлика на актуелната власт. Многу ветувања, многу грандиозни ветувања, како што кажавте, 3 градинки, оволку кружни текови, толку мостови, такви објекти, а на крајот се сведе на една монтажна гаража, 2-3 кружни тека, од кои само еден ги задоволува стандардите и критериумите, и бекатони во секоја улица, во секое сокаче, кое само го замачкува привидот дека нешто се решава, времено ги решава проблемите на тие граѓани, значи времено нема да газат кал, ќе имат пристап до своите живеалишта, до своите работни места, меѓутоа тоа не е од трајна природа, така да сметам дека тоа е повторно подигрување со граѓаните, злоупотреба на нивната изразена волја, тие добија поддршката, значи тоа е факт, особено градоначалникот, меѓутоа она што беше ветено и она што се испорачува едно со друго воопшто не кореспондира. А да не заборавиме кога говориме за поддршката дека се уште актуелни победници на претходните локални избори сме ние, Социјалдемократскиот сојуз, освен градоначалникот Ознам, Социјалдемократскиот сојуз со својата советничка листа и коалиционите партнери беше победник со најмногу освоени гласови и со најмногу советнички места. Особено се гордеам што повтор пат носител на таа советничка листа бев јас и сметам дека тоа покажува дека нашите граѓани, нашите бирачи се уште имаат голема доверба во Социјалдемократскиот сојуз, особено во наши локални рамки, во општина Куманово, дека е таа политичка опција што може најсериозно да се грижи со справувањето на секојдневните локални проблеми. Како партија преку пресконференција реагиравте и за затворената народна кујна во Куманово, која беше под надлежност на Министерството за труд. Од октомври минатата година не работи, а дел од корисниците користат оброк од народната кујна која се наоѓа сега во ученички дом, која ја обезбеди општина Куманово. Според вас, дали државата, но и општина Куманово доволно се грижат за најранливите категории на граѓани во нашиот град? Самиот факт дека таква сериозна алатка, како што е народната кујна во справување со сиромаштијата, во грижата за најранливите групи, најсиромашните слоеви на нашето население, е затворена без причина, без никакво објективно оправдание, говори за грижата, односно негрижата и на централната и на локалната власт. Локалната власт направи обид во рамките на своите ингеренции да помогне на социјално загрозените граѓани, они што не може да си дозволат ни еден пристоен оброк со оваа народна кујна во ученичкиот дом, меѓутоа тоа е недоволно и тоа повторно не е оправдание за централната власт без никакво образложение, навреме да не ги обезбеди средствата за да продолжи народната кујна за која е задолжен Центарот за социјални работи. Значи, во најмала рака се работи за негрижа, недоволна професионалност, недоволна одговорност, а дури се прашуваме дали во прашање нешто друго, бидејќи се слушаат непроверени гласини на вистина, дека една од причините е што се бара начин до сегашниот обезбедувач на услугите во народната кујна да се замени со некој можеби поподобен на новите припадници на власта во државата и во градот. Како советничка имате увид, но имате можност да дискутирате за финансиските извештаи на јавните предпријатија во Куманово. Како би ја оцениле како советничка работата на јавните предпријатија? Некои од нив со години работат со загуба. Знаете што, состојбата со јавните предпријатија е навистина комплексна, загрижувачка, ама не само во општина Куманово. Воопшто системот на работа преку јавни предпријатија е всушност извршување на ингеренциите на општините, отстапување на она обврска за обавување на одредени дејности, како што е грижата за справување со сметот, собирање, депонирање, грижата за обезбедување на чисти води, за одведување на отпадните води, преку начинот на кој ќе се остварува таа ингеренција, таа обврска и должност према граѓаните е најцелисходно обезбеден и смислен преку функционирањето на јавните предпријатија. Меѓутоа, со
години наназад, не само нашите јавни предпријатија, туку генерално или поголемиот дел јавни предпријатија во Републикава се соочуваат со сериозни проблеми. Така да мислам дека колку и ние да имаме иновативни, креативни решенија на локално ниво, тоа нема да можеме да го обезбедиме. Сами сте сведоци, например, дека локалното јавно предпријатие Водовод со години наназад е во долгови заради можеби недоволното планирање или лошата проценка кога се земал тој заем за изградбата на станицата за справување и пречистување на отпадните води, која е изворен проект, еколошки најнапреден. И ден денеска некои општини немаат таква пречистителна станица која го заштитува нашето население, нашата околина, земјоделските производи, бидејќи не одат загадени води директно во општина, туку чиста вода, а колку што е можно се разбира во рамките на таа пречистителна станица. Меѓутоа, јас еднаш кажав и во вашата студија, екологијата е скап спорт и мора сериозно да се бавиме со заштита на животната средина, меѓутоа, бидејќи чини, мора, освен локалните извори и средства, за тоа да се грижи и централната власт. Така да, еден од начините, ова само го кажав примерот со јавното предпријатие Водовод, имавме и други немили примери со натрупувањето на исплаќање на ДДВ на јавното предпријатие Чистото и зеленило и некои други проблеми во пазаришта, во гасификацијата, например, и покрај тоа што сме пионери во гасификацијата, ние и општина Струмица, монополот кој го воспоставила и се уште го одржува државата, покажува дека државата, иако постојано говори, ова не зборам една или друга власт, тоа е некаква интенција, било која држава и централна власт нерадо ги отстапува своите ингеренции, својот монопол, и ние постојано говориме дека сме приврзаници, поборници за децентрализација, ама некако потешко ги препуштаме таа моќ на локално ниво. Дури се смета дека со децентрализацијата дел од обврските, од товарот, од грижата е префрлен, ама не и финансиски недоволно покриен. Така да, ако веќе тоа се работи на тој начин, како и што имаме и блок дотација во рамките на образованието, како што има вакви сериозни проблеми, мора на централно ниво со еден нов закон, со некаква концепција, план и стратегија да се помогне во консолидирање на сите јавни предпријатија, дали тоа ќе биде со отпис на долговите, со некаква финансиска помош, впрочем како што се направи со отпис на долговите на локалните самоуправи, тогаш и ние помогнавме преку отпис на долговите на помош финансиска на општината, со средствата што ги добивме, се разбира дека помогнавме и за консолидирање на делумно на јавните предпријатија, меѓутоа за да бидат во онаква функција, пред се мора да се донесат такви законски решенија, системско решавање на ниво на државата, а се разбира многу влијае и менеджментот, управување, следење на современите текови, што мислам исто така дека недоволно се работи од актуелната власт во општина Куманово, или имаат недоволно знаење, недоволна волја, желба, а некои состојби во јавните предпријатија се последици на глобалните трендови. Одлив на работна сила влијае на капацитетите на јавното предпријатие Чистото и зеленило, значи голем дел од она работна сила кој ги извршува најмалку платените работни места работи одреден период, па заминува во странство, се потешко се обезбедуваат работници кои директно ќе одржуваат хигиената, начинот на поставеноста на системот на платите, на минималната плата и се не ги мотивира оние што може да работат, така да има и објективни и субјективни причини, но затоа велам кога се дава довербата, кој ќе се грижи со справување со овие проблеми, треба да ценат граѓаните кому ја дава довербата и споредбено, искуствено да во наследните локални избори таа доверба да ја доверат на оние што мислат дека најдобро ќе се справат. Актуелнава власт, за која говориме дека е 3 години на власт, меѓутоа 7 години е веќе. Друга е работата што дел од нашите поранишни партиски другари не предадоа, се излегоа заради од партијата, од нашето заедничко друштво, заедничко работење, ги напуштија своите првични идеи од кариеристички причини. Значи, побитна им беше фотелјата, функцијата, задржувањето на градоначалничката, директорските и другите позиции од стандардните, долгогодишните идеолошки определби, побитно им беше личниот просперитет и напредок отколку другарството, заедништвото, она што не поврзувало не години, децении наназад, некои тоа го заборавија преку ноќ и резултатите ги гледаме на дело. После 3 години, 3,5 години, ево уште малку 4, Куманово е потполно исто како пред 4 години. Освен еден кружен тек,
Ништо не се направи за овие 3 години, меѓутоа граѓаните се тука, гледаат, ценат и се надевам дека ќе сериозно ќе реагираат тогаш кога ќе биде време за тоа. Во Куманово од минатата година сменете и начинот на наплата на тарифата за гробарина, односно не се више наплаќа по парцела, туку по гробно место, на што реагираат граѓаните дека сега плаќаат речиси двојно повеќе. Каков е вашиот став во однос на новиот начин на наплата за гробно? Па не наплаќаат двојно, тројно наплаќаат всушност, бидејќи после подолг период за 100% се зголеми гробарината. Самиот факт што сега тој надоместок е за само едно гробно место, а не вообичаено за две во пакет што одеа, тоа значи тројно, за 200% е зголемено. Да бидеме реални, требаше да има известно зголемување, одамна не беше зголемен надоместокот за уредувањето на гробните места, а се покачи цената на електричната енергија, на другите трошоци, мораше да дојде до некакво зголемување, меѓутоа се прашувам дали е тоа начинот веднаш на 100% и во овој случај со намалување на просторот за кој се грижат, и не само просторот, одземањето на правото, знаете како сега, јас сум атеиста, ама има луѓе со верски убедувања кои им е многу важно тоа, а и на нас атеистите, независно што не веруваме во задгробен живот и се, многу ни е важно да сме онаму кај што ќе почиваме трајно, да сме блиску до членовите на своето семејство. На овој начин, не велам дека се одзема веднаш правото, меѓутоа постои таква опасност, затоа граѓаните се загрижени со право. Ако со таа гробарина, со тој надоместок, всушност се плаќате и обезбедувате едно гробно место, например во случај на неможност, објективно се уплашени и загрижени дали ги биде одземено. И дали тогаш еден член ќе почива на едно место, па преку 3 месеца друг член и така натаму. Освен тој момент, секогаш кога се зголемува цената на плаќањето на известна услуга, треба да биде пропратена и со соодветен квалитет. Не забележавме ниту во оваа година, ниту години наназад подобрување на квалитетот, напротив, многу е намален квалитетот. Постојано имаме реакции и протести од граѓаните дека одржувањето на градските гробишта е загрижувачки. Само минимално, само на централните патеки, јас и премногу кажав кога говоря за состојбата со јавните предпријатии, имаме разбирање за проблемот и со работна сила и со капацитетите финансиски, меѓутоа кога веќе се нафаќаш и да раководиш со одредено јавно предпријатие, да раководиш со локална самоуправа, тогаш треба сериозно да испорачаш она што го ветуваш. Пример во светот се таквите гробишта во не само во западните земји, еве во Хрватска и во Србија, каде што не можеш да забележиш дека се работи за гробни места, туку за своевидни паркови. И има една поговорка, една мисла која многу добро го одразува, ја одразува разликата меѓу нас и поразвиениот свет, дека една од одликите меѓу цивилизацијскиот напредок на одредена нација, одредена држава, одредена група, локална самоуправа е како се грижи за своите покојници, за своите претходници, а не грижата и како јавни предпријатија, и како локална самоуправа, па и на нас како граѓани, говори за нас самите. Мора да се менуваат навиките, значи не можат и се вработените се сами да постигнат. Ако веќе сме почитувачи на традицијата, на начините, на тие парастаси, користење на храна, да се мора да се погрижиме сите, значи главно граѓаните тоа го прават, ами и несовесни кои оставаат исто така многу смет, ама главната обврска, задолжение е сепак на јавното предпријатие кое е задолжено да управува и да ги уредува гробиштата. Мора да се превземат исто така мерки за новиот дел од гробишта, каде што нема ни бетонирање, ни патеки и секој обавување на било кој на погреб, на други обреди, на посета на нашите починати и членови на семејствата, пријателите, е пропратен со кал, со некојаш неможност да се стигне до онаму каде што треба да одадеме почит на некојаш нашите најблиски или нашите саканите. Форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија неодамна го одбележа Меѓународниот ден на мајчиниот јазик со трибина. Какви пораки беа испратени од оваа трибина? Па, трибината беше успешна, интересна и симпатична. Пораките беа очекувани и никогаш доволно повторувани, дека треба да го негуваме сите својот мајчин јазик, бидејќи, како што кажал еден наш познат поет, јазикот е нашата татковина. И дека со зачувувањето, со негувањето на нашиот мајчин јазик, пред се на стандардниот македонски јазик во мојот случај, бидејќи тоа е мојот мајчин јазик, и негувањето на мајчините јазици на сите останати припадници на етничките заедници кои живеат на наша територија, со тоа го зачувуваме својот културен, национален, етнички идентитет, со тоа ја негуваме припадноста, гордоста што сме припадници на
овој народ или другите народи, на македонскиот, српскиот, албанскиот, ромскиот, турскиот, влашкиот, и дека треба ние како општество, како држава, зошто да не и како локални самоуправи, да дадеме се што е во наша можност, постојано, континуирано да се работи во негување, унапредување, зачувување на мајчиниот јазик. Бидејќи сведоци сме последица и негативно влијание на глобализацијата, на се помасовната употреба, особено на англискиот јазик, кој е веќе нужност и предуслов за комуникација не само интернет, туку воопшто за успех во бизнисот, во економијата, во дипломатијата, дека нужност е еден вид ново есперанто е говорењето на англискиот јазик. Меѓутоа, тоа не го исклучува нашето право и обврска како родители, како наставници, како ученици, како општествени дејци, постојано да апелираме во негување и унапредување на употребата на мајчиниот, особено на стандардниот јазик. Така да апел до младите родители, особено до сите наши граѓани, секогаш кога може со своите деца да говорат на својот мајчин јазик, бидејќи англиски онака ќе научат и од компјутерските игри, и од филмовите, и впрочем од часовите кога бираат и на училиште, уште во предучилишно воспитание, сега образование има часови по странски јазик, ама тоа не исклучува постојаната работа на зачувување на нашиот јазик. На таа трибина по игра на случајот бевме присутни неколку кумановци или кумановчани, тука има дилема која е правилно, одредени лингвисти сметат дека е правилно кумановчани, одредени кумановци, се пошегувавме дека ако е тоа ден на меѓународен ден на употреба и негување на мајчиниот јазик, дали под мајчин јазик се подразбира само стандардниот, литературниот, книжевниот, бидејќи на многумина овдека во Куманово, мајчин јазик им е кумановскиот, жаргон, дијалект, така да тоа од една страна може би прави проблем понекогаш во првичното усвојување на учениците на стандардниот јазик, ама во тоа е богатството и културата, и мислам дека ние тогаш кажавме на шега, а јас мислам дека тоа е добра идеја, ево во наредниот мандат, независно тоа дали ќе бидеме власт или опозиција, јас сум длабоко убедена дека ќе бидеме од позиција на власт, ќе влијееме и на овие состојби во општина Куманово, да работиме, зошто да не, на подготовка на своевиден речник на стандарден кумановски јазик или дијалект. Кумановскиот дијалект е многу оригинален, радо или со задоволство слушан од останатите заедници, наша специфика, наша одлика, бидејќи сме и погранична општина со влијание и од македонскиот и од српскиот јазик. Зошто тоа да не го сочуваме како квалитет, како белег, како одлик на времињата, на културниот развој, бидејќи ваквата глобализација им се заканува на стандардните јазици, а со тоа и на дијалектите. Тоа е наша одлика, тука сме сведоци на своевиден кумановски хумор, на забава, на мајтапи. Мислам дека локалната самоуправа, иако нема големи ингеренции во сферата на културата, меѓутоа има и такви обврски и таква надлежност да го негува културниот идентитет на сите припадници на етничките заедници, на локалното население, на нашите традиции, и мора да работиме на зачувување и на кумановскиот дијалект и на стандардниот книжевниот македонски јазик. Форумот на жените на СДСМ традиционално го одбележува меѓународниот ден на жената со 8-мартовски марш. Се подготвувате ли за 8-мартовски марш, каде ќе биде годинава? Така, во ексме на подготовките, со задоволство, како и секоја година, независно од тоа дали сме власт или опозиција, Социјалдемократскиот сојуз меѓународниот ден на жената, 8 март, го одбележува со марш за правата, унапредување на правата на жените во сите сфери во општеството. Секоја година имаме посебна тема, посебна порака, но секогаш со иста цел, унапредување на положбата на жената воопшто во државата, во светот и во сите сфери. Ова година пораката ќе биде исправи се за правда, мир и еднаквост, со повеќе подпораки и со апел до сите жени, пред се нашите членки, нашите симпатизерки, но и сите жени во Република Македонија, дека треба храбро да проговорат секогаш за сите неправди што ги пред се сами чувствуваат во семејниот живот, во професионалниот, во партнерските релации, во работните односи, дека треба секогаш да се борат пред се за сопствен подобар статус, во сопствениот брак, во сопственото семејство, на работното место, во политичките партии, во пријателските односи, а со тоа, со гласното говорење, со посочување на сите негативни појави,
се уште присутните и стереотипи и предрасуди за улогата и положбата на жената во општеството, за специфичната улога во семејството, за можеби ова е одлика повеќе на конзервативните убедувања дека се уште се треба жената да главна улога да има како мајка, како столб на семејството, дека една од нејзини главни задачи е да обезбеди потомство, да се грижи за потомството. Кариера може, ама и не мора да има. Дури ние нас што неоправдано понекош не нарекуваат феминистки, велам дека сме достигнале таков степен, такво ниво на емансипација, што сме ги освоиле од правата да работиме, да бидеме присутни во политичкиот живот, во професионалното напредување, да имаме свој и пријателски живот и забава, ама не сме ги искорениле останатите предрасуди дека, например, грижата за домот, за семејството, за децата пред се припаѓа на жените. Со тоа сме отишле чекор 2, 3, 4, 5 понапред во однос на нашите претходнички кои имале право и обврска да се грижат само за семејството и за децата, а со тоа што не успеале да се изборат да работат, например, биле оневозможени да напредуваат во својот професионален развој, ама биле пак и ослободени од тие обврски. Ние сега дојдовме до тоа ниво кој си ги натоваривме сите обврски. Имаме и право и можност и многу жени се на одговорни позиции, недоволно се уште, ама имаме и во професионални, во политиката и воопшто во општеството. Но главно, освен позитивните исклучоци каде што има рамноправен партнерски однос, но главно се уште жените го носат и товарот за грижата во семејството и домот, така да сегашните жени се суперменки. Се стигнуваат и дома, и на работа, и во партија, и во невладина организација, и во кафич, и на изложба, и во театар. Меѓутоа, добро е. Подобро е да се освојат и правата и обврските, отколку да бидат тотално занемарени. И правото на глас и на можност, никогаш нема доволно простор и доволно освоени права, недоволно е застапеноста на жените во политиката, иако имаме формално едно од најнапредните законодавства со обезбедени квоти на учество на жените во парламентот, во локалните совети, што се гледа и на дело, напредокот се гледа. Ако порано кога не постоеше таква позитивна дискриминација, имавме многу малку и членки на советот и членки во парламентот, сега тој број значително зголемен, но онаму каде што нема вакви законски заштитни механизми, состојбата е поразителна. Сведоци сме дека во моментов во државата имаме само 2 градоначалнички, од кои едната е од нашата политичка партија, но во моментов е на оправдано отсуство ради боледување, и многу малку министерки, многу малку носителки на други значајни државнички функции, и сметаме дека следната фаза, следната етапа во која, ако нема друг начин, јас сум противник на квотите и етнички, и родови, секакви. Меѓутоа, искуството покажало дека ако не се квотите, она што го постигнуваме сега за 10-15 години, ќе треба можеби 150 години. Па, ако е тоа патот, како што усвоивме и се изборивме за учество, квота, процент во парламентот, во локалните совети, тогаш зошто да не и квота во бројот на градоначалничките места, квота во учество во владата, во министерството и во другите сфери од извршната власт. Пред самиот крај, господја Мургашанска, дали вие сте потенцијален кандидат за градоначалник на општина Куманово на претстојните локални избори? Се прават ли веќе анкетите и дали на крајот сепак партијата ќе го има последниот збор? Значи, нема да го избегнам одговорот на ова ваше прашање, меѓутоа пред да ви одговорам, би сакала да се навратам уште малку на претходната тема. Маршот кој организира Социјалдемократскиот сојуз, испуштивме да нагласиме кога и каде се организира. Годинава ќе биде токму на 8 март во Струмица, каде што неколку илјади жени од целата држава ќе се слеат во Струмица, заеднички да протестираат, да маршираат и да испратат пораките за подобра положба на жените во локалните средини, воопшто во Републикава. Поканети се и добродојдени сите, реков, можат да се упатат кај нас во Социјалдемократскиот сојуз, може да се пријават, а можат и на самиот ден да ни се придружат, некаде околу 9 часот ќе биде тргнувањето, да поминеме еден убав ден, онака како што доликува на Меѓународниот ден на жената, во апел и се надевам борба за подобри права на сите жени. Да се навратам сега на вашето, верувам, последно или едно од последните прашања. Значи, многу логично, многу легитимно, природно и нормално е кога се бавите со политика да имате амбиции, да сакате да напредувате некој степен повисоко, понатаму, во тоа што сте го покажале како политички чинител, учесник во политичкиот живот. Јас и на претходните локални избори бев еден од натрепартиските кандидати за
кандидат за градоначалничката функција, тогаш излеговме со друг кандидат за градоначалничката позиција, а јас бев по втор пат носител на советничката листа, иако реков особено задоволство ми е што сум прва жена носител на советничката листа, прва жена председателка на Советот на општина Куманово, која традиција се продолжи и сега имаме жена председателка од друга политичка опција. Се надевам зашто да не и следниот мандат да имаме трета жена председателка. И зошто да не по прв пат да имаме и прва жена градоначалничка на општина Куманово. Се надевам дека тоа ќе бидам јас. Ако не бидам јас, нека биде некоја друга кандидатка, било од мојата политичка опција или од конкурентскиот табор, но верувам дека Социјалдемократскиот сојуз е политичка опција која ги нуди најдобрите решенија за локалниот живот, за локалната самоуправа и дека ќе излезе со најдобар кандидат и на овие локални избори. Како што кажавте, секогаш така се врши изборот на кандидатите, како резултат на интерни анкети, анкети меѓу граѓаните, анкети меѓу членовите, одлуки и дебати во рамките на партијата, на партиските тела и органи, а се разбира конечниот збор ќе го во една процедура предвидена законски и со нашите партиски документи, со статутот, ќе го донесеме во рамките на органите и телата на партијата и кандидат за градоначалник, исто така кандидатите за советници ќе бидат оние што ќе имат најдобар рейтинг, значи најдобро во моментот најголема доверба меѓу нашите граѓани и оние за кои ќе сметаме дека најсовесно, најодговорно и најдобро ќе извршуваат оваа позиција. Бидејќи крајната цел на политиката не е само личниот просперитет и напредок, него пред се е тоа што ќе го пружиме на граѓаните. Многу поумни наши претходници во политиката и филозофијата кажале дека секојдневно ние, особено учесниците во јавниот живот, треба да се прашуваме што е тоа што ние можеме да го направиме за државата, за општината, за граѓаните, а не што тие може да го направат за нас. За жал, некои актуелни носители и на локалната и на централната власт тоа малку обратно го сватиле и приоритети се нивните лични амбиции, нивниот личен просперитет, некогаш и материјален, но се надевам дека сите оние што се огрешиле од законот и направиле злоупотреба на својата позиција, дали е тоа градоначалничка, министерска или како носител на друга јавна функција, ќе излезат пред лицето на правдата и ќе одговараат за своите дела или недела, доколку се го сториле, а во функција на посериозно, поодговорно вршење на председна позицијата градоначалник, која е најзаштитена позиција во нашето општество, говори и тоа што ЗЕЛС, заедницата на единиците на локалната самоуправа, покрена иницијатива за измена на изборниот законник и на законот за локална самоуправа, каде што досега начинот на смена, за разлика од другите позиции, на пример, што за да смениш еден министер или постои институтот интерпелација. За другите позиции во општеството, во парламентарната, во извршната власт има други механизми. Градоначалниците беа како заштитени белимечки. Единствено болеста, смртта, не де Боже, и сторувањето на сериозно кривишно дело можеше да ги отргне од функцијата. Немаше никаков, или нема се уште, во моментот никаков механизам кога градоначалник кој еклатантно несовесно врши функцијата, да можеш да го пред време да се отстрани, смени од таа позиција. Го имаме примерот со Скопје, каде што има огромно незадоволство, меѓутоа нема друг механизам, така да им останува на граѓаните да ги бројат деновите. Додека ги бројат деновите за смена на такви несовесни и неодговорни градоначалници, а за жал не е само градоначалничката на Скопје, тука имаме примери повеќе во Републикава, се работи на ново законско решение во кое е предвиден заштитен механизам кога има огромно незадоволство и еклатантно, евидентно несовесно вршење на позицијата градоначалник, да може тој неодговорен, несовесен градоначалничка, сеедно да биде сменет по пат на референдум, но се разбира со сериозна бројка на граѓани кои ќе излезат, да не биде пак злоупотреба на одредени политички опции, бидејќи ако е многу мал прагот на бројката која што треба се постигне на референдум, тоа ќе има злоупотреба. Секогаш незадоволната политичка опција во прва прилика ќе организира референдум. Се надевам дека и предлагачите и законодавецот тоа ќе го имат во предвид и ќе се донесе законско решение кое ќе ги штити пред се граѓаните, интересите на граѓаните, на бирачите, но и носителите на ова позиција.
И само уште кога сме на полето на нови законски решенија, реформи во сферата на локалната самоуправа, она што од позиција на советник, поранешен председателка на советот, постојано го говорев и за кое се залагам и верувам дека понатаму, независно на која позиција ќе бидам, дали повторно ќе бидам советник, градоначелник или воопшто нема да бидам присутна во органите и телата на локалната самоуправа, но ете како правник, како политички активист, ќе се залагам и за измена во изборниот законник и на условите и начинот на вршењето на функцијата советник. Сведоци сме и ние во Куманово и во многу локални самоуправи, кога членови на советот, советници кои се изберени од граѓаните како представници на една политичка опција, во текот на нивниот мандат, од лично незадоволство, од некакви лични интереси или од несогласување со своите колеги, го менуваат адресот, условно кажано, преминуваат во спротивниот политички табор и не трпат никакви последици за тоа. Ако веќе некој носител на политичка позиција, во случајов советничка, се предомислува, идеолошки доаѓа до несогласување со своите сопартици и колеги, тогаш најдостоинствено е, најчесно е да се повлече воопшто од позицијата советник, да си даде оставка и да излезе од советот, а да го отстапи местото на следниот припадник на својата политичка опција за која граѓаните го изгласале. Вака граѓаните се изигруваат, значи тие, ако мене, како Тина Мургашанска, како членка на Социјалдемократскиот сојуз ме изгласале, ми дале доверба, тогаш, ако во текот на мојот мандат јас се предомислам или подплатена со некакви ветувања лични, семејни, партиски, преминам во некоја друга политичка опција, тогаш јас сум ги изневерила своите граѓани, своите бирачи од местната околина, од градот воопшто кој ми дале довербата. Јас предлагам тоа да биде не само етичко и морално право дека треба тој советник да си поднесе оставка и да излезе во тој момент од советот, туку да биде законска обврска, секој оној кој што нема да припаѓа повеќе на политичката опција за која го изгласале, да излезе да го отстапи местото во советот. Вака се случуваат најчесто случаи. Оние што се предомислуваат, кои не идуваат на конфликти, најпрви се прогласуваат за независни, после некое време преминуваат во конкурентскиот табор и најчесто тоа оди од опозиција во позиција, што впрочем говори дека во суштина се приземни интереси, а не политичко разидување. Остана уште многу теми за разговор, но за нив во некоја следна емисија во интерес на времето. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Молам, ми беше задоволство. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Пријатна вечер.